Па ние одлучиме втор пат да това да стане традиција, ама се дигна голема фама од кај тие од Анима Мунди, без врска да не се малтретира коњето, во оно, а ние коњето го чуваме повеќе од нас. Значи това без чутек, без такова спрегнеш коне, пробаш, бива, не бива, откачаш. Никакво малтретирање, се си кај чутре. Па насекаде, това е потекнало од Босна, Србија и од 2007 година. И само на нас тоа проблем ни прават в Берово. А по другите места? Секаде, а тоа по Струмица, по Кичево, по Скопје. Па учесници имаме од Скопје, чекаме од Штип, од секаде ќе имаме. Од Струмица, па преко 30 секунди. Това се одржува веќе втора година, лани го бееме правили това и имаше многу голема гледаност од страна на многу свет. И таа година сме на план и го направивме, значи го збогатихме со многу повеќе. Со жива музика, со многу поголеми награди, со многу повеќе свет и така. Значи во чест на празникот Ѓурѓевден. Значи това и секоја година планираме да ни остане традиција. Имахме да беме малку притиснени од страна од нив, ама това го решим. Они мислат оти коњето ќе се малтретирани, оти ќе се тепани, али това ние го правиме од мерак, затоа што ние коњето ги повеќе чуваме од нас. Значи ние тепан, ние малтретиран. Пробаме, бива, не бива, откачаме и толку. Поддршка имаме, значи, од Зегин. Значи имаме за прва награда од Зегин телевизор. Исто така наградите се одвива таа година, значи го многу повеќе збогатихме. Со благодарение на многу свет што ни помогнаа. Значи за прво место е 12.000 телевизор, второ место е 6.000 и медал исто така има за сите три места и 5.000 има за трето место. Исто така имаме лечка категорија која таа година одлучиме да ставиме и на неа награда, што лани немаше. Таа година за прво место само на лечка категорија со 100 евра награда. Исто и медал. Колку се дъги тие трупци што ќе ги влечат тие коњета? Па едениот тоа што е за лечката категорија е дъг 5 метра и е околу 55 см кубни. А тоа другиот што е за тешка категорија е 4 метра и е 99 см кубни. Значи сух, прилично спрема килажата на коњето и трупо изберен. Проверени сте сите? Да, значи на карање сите коња се чипувани. Бехме доле во ветеринарната станица, коњето ги чипувахме, значи се е процедурално, се е легално. Ние правиме ферска работа, значи добра работа, убава работа. Искаме сите да се дружим. Затова малку Берово да поработи, да видат светот и има нешто во Берово. Таа штрапаријада, која разбере што е збор штрапаријада, треба да разбери и да види. Значи има интернет, и има се и се знае. Значи коне не се малтретира. Туа се гледа коне колку е силен, колку е јак. Јодиме за да се дружиме, а не да се провоцираме и да правиме неарни работи. На тој ден треба сите да славиме. Ние го правиме веќе таа ни трета година. Искаме да стане подобро, поубаво, за да може да збереме свет, да се дружиме. А не да се навредуваме и да правиме и да ни додат разни болести и сите ако се дружиме, че е арен живот. Ако не, не може ништо да направиме в тој живот. Јас апелирам до сите, значи треба да се дружиме сите. Кој чуваа коњ? Штрапаријада значи надпревар со кон и му се мери силата на кон. А нема ни малтретирање, нема тепање, нема ништо. Тука се знае кој е најсилен кон ќе добие место, кој не е здрави и живи. Надеста треба сите да ја држиме, не треба да ја пуштиме никој. Треба да се надаме за до година да е поарно и од мене се това. Поздрав до сите коњари, сите спортисти да продолжат това да го прават секаде. Јас, мојата фамилија чува преку 25 години коњи. И се јас занимавам со коње, значи мојот живот е од коне. И мојата фамилија јас рана од коне. Па ќе видиме денес кога сме дошле. Така, за разумава сам.
занимавате с коње? Од кога сум роден? Од кога сум роден? Има ли во Скопје таквија штрапаријади? Има и од Скопје има. Идеме Кичево, Струмица, сегде идеме. А како ви се вика? Коњот и како ќе се надпреварува? Кобилата е Марија, 6-та година, 750 кила тежина. Сте били на други У Сара и Струмица бе. Сега пред месец и пол, така. Што мислите за штрапаријадата? Дали треба тоа да биде традиција? Треба да се дружиме, сите заедно, без врска кој што е, само да бидеме другари. Ова се само спортски да се надпреваруваме. Нема тепање, нема тоа, само спортски. Даниел Василевски, за прв пат учествувам на штрапаријадата во Берово со коњот Рубин и тоа е на добра забава, дружба, што треба да продолжи да се одржува години и да не се запоставува. Значи тоа е една дружба на луѓето, собирање на народот за убаво. Ние доаѓаме од Скопје. Се викам Неđo Шабовиć. Прв пат у Берово сме, да. А на други Струмица сме били штампаријада, Кичево, идеме Скопје. Па ова ти е спорт. Спорт за коњи, работни, теретни коњи се, ладнокрвњаци. Па цел живот чуваме коњи ние. Дедо ми, татко ми, сите чувале коњи. Нема малтитирање, сами ќе гледате, снимате тоа, ќе видите каков спорт е што е. Па мислам да се продолжи да се дружат народот широм Македонија, да се спојуваме, да се дружиме, меракли сме за коњи, тоа чуваме, да треба да се расшири малце спортот, за тоа сме дошли ние. Ова е најдобро, само не тука, да е во центарот доле, поче има народ. Арно и тука. Това треба да таа традиција да си оди секак. Треба да продолжи видиме секој џуџовден да се прави това на беровски ритм. Влеча си, работа си, трапа си. Јас работа со моје кон, ора, трапа, тендерсон си зема фратево. Ако немаш мерак, нема да чуваш ништо. Стока се чува од мерак, жена се чува од мерак. Ако немаш мерак, ништо не чуваш. Присуствувам, тоа е нешто интересно да се гледа. Веќе трета година се одржава таа штрапаријада тука. Многу убаво секој такви настани да се собира луѓе, да има интересно за да може луѓето да уживаат во тоа. Интересно е. Што да кажа друго, значи не се малтретира стоката, тоа само е надпревар, обичен спорт кој чуваат такви работи, стоки, коњи и така натаму. Значи нема што друго да кажа. Многу сум радосен што сам дошол тука и многу ми е мило што поголем број има свет тука да се одржуваат такви работи. Па ромски празник е Ѓурѓевден, да, слави се исто. Значи многу убаво е тоа и баш и празникот се погодува на тој ден и тој настан се случува исто тука, така да многу е убаво, празнично и весело. Добро. Малку беше лошо што лесна и тешка категорија ги оценихме на визуелно, де. Лешки и тешки категорија, докато иначе практикуваме да ги оценуваме, значи важа. Значи ти го зема првото место на тоа. Јас го зема првото место, тој е тук не може мен да ми изневерил, тя е порастал со мене, де. Јас го изгледах, макар јас са не го карам, кара го брчето, дадох му год, искам да го продавам. Од јас не мога да го чувам и го дадох на него, де. А си имаме многу поштување. Честитки за првото место. Амин, да сме живи и здрави. Најдобар е цитат. Да, сега е победник он. Најдобар. 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 Крај. Ајде, Ивани! Ау! Ајде!